Со цел непосредно да ги вклучи граѓаните во процесот на донесување одлуки, општина Кочани во петокот на 9 октомври во салата на спомен домот Ансном реализираше јавна трибина за развојните програми. Представници на местни и урбани заедници, граѓански организации на младите активно се вклучија, предлагајќи и коментирајќи го концептот на развојните општински програми за Кочани кој го представи градоначалникот Николчо Илиев. Илиев истакна дека според првичниот план во 2021 година ќе се асфалтираат 10 улици во градот и населените места, 20 планирани за реконструкција и 10 улични краци за бетонирање. Со средства од буџетот на општина Кочани, идната година се планира реконструкција на паркот во централното градско подрачје, изградба на пешачкиот мост помеѓу паркот и трговскиот центар, завршување на експроприацијата на објектите на улицата Стево Теодосиевски со булеварско решение. Во местноста пресечена скала ќе се градат објекти за дислокација на станарите од старата касарна, а со средства од државниот буџет се очекува изградба на браната Арамиска чешма, изградба и канализацијска и водоводна мрежа на Пониква, како и промена на главниот цевковод за водоснабдување од градскиот водовод. По одобрувањето на проектната документација од Министерството за труд и социјална политика ќе продолжат настојувањата за реализација на проектот за изградба на старечки дом. Од сообраќајната инфраструктура е планирана изградба на 6 кружни текови на улицата Тодосије Паунов, 1 на влезот во Кочани на крстосницата на улиците Димитар Влахов и Павлина Велјанова, изградба на велосипедски патеки на улиците Тодосије Паунов, Димитар Влахов и на релација Грдовци Мојанци Подлог, реализација на ново паркинг решение на градскиот плоштад, исто така планирана реконструкција и на сите пешачки мостови во градот. Со програмите за 2021 година планирана е изградба на детски паркови и игралишта во населбата Бавчалук, на улицата Скопска и на крак од улицата 4-та македонска бригада во местноста Колерски гробишта и повеќе наменско игралиште кај новата градинка во населбата Драчевик. Предложите и идеите што ги изнесоа граѓаните на јавната трибина пред се беа поврзани со конкретни решенија во урбанистички планови и со инфраструктурни зафати во населените места. Представници на младите се интересираа за можноста за вклучување во активности на институции чиј почеток на работа се очекува наскоро. Наредниот период граѓаните имаат можност преку едношалтерската канцеларија на општина Кочани да доставуваат писмени предлози за реализација на инфраструктурни и други видови проекти, со што непосредно ќе се искажат потребите за подобрување на квалитетот на животот.